Најавите дека Германија годинава планира увоз на 50.000 работници од Балканот го запалија црвеното светло кај домашните компании. Експерти и бизнисмени коментираат дека доколку се случи, економија на Балканот повеќе ќе нема. Бизнисменот и консултант Горан Рафајловски е убеден дека не 50, туку веднаш во Германија би заминале над 150.000 млади и квалификувани работници за одредени дејности кои се дефицитарни секаде. Ние ништо не работиме на таа тема како да си ги задржиме собствените луѓе тука. Не издвоивме ниту еден план како и на кој начин гледаме дека можеме земјата да ја направиме самоодржлива. Ние сме неодржливи сами за себе. Ние сме прехранбено зависни, енергетски зависни, автопатски сме катастрофално нерешени. Рече Горан Рафајловски, бизнисмен. Очекувањата кај експертите се дека многу е известно дека Германија ќе го реализира зацртаното. Дали ќе собере Германија доволно работници, тоа е прашање на кое што не би можел никој поточно да со голема прецизност да одговори. Разбира дека ако им понуди добри услови за работа и поволности околу средувањето на сите тие документи, работни и така натаму, значи би можело тоа да се оствари. Груевски смета дека Германија добро ги познава работниците од Балканот кои се вредни и трудолюбиви и смета дека е предоцна нешто да се стори бидејќи граѓаните на Македонија не си заминуваат само поради ниските плати. Покрај економските причини мораме да кажеме дека тука се и други причини зашто младите заминуваат од нашата земја. Тоа е значи право безперспективноста, но и самата општествено-политичка ситуација во голема мера придонесува за еден вид разочарност кај младата популација, така да тие на некој начин по секоја цена гледаат после завршувањето на своето образование да заминат во странство. Значи не се тоа само економски причини, иако претежно се економски. Германската влада оваа одлука ја донесе уште во 2019 година, но пандемијата го одложи целиот проект поради стагнацијата на светските економии.